Стојан Димов од Бугарија, противникот на Тони Јаневски. Веќе се подгрева атмосферата овде во салата, во градскиот парк. И минатата година, може да кажам точно пред една година, присуствувавме на еден убав боксерски спектакл во кој што настапија Трајковски, Јаневски, Нацковски, сите извојуваа победи, најтешка Нацковски против Иво Голаков од Бугарија. Тоа беше борба за одбрана на титулата Балкански првак, титула што Нацковски ја освои пред 2 години на рингот во Софија против истиот противник. Веројатно, љубителите на боксот се сеќаваат на овдешниот меч, беше исцрпувачки, 10 рунди, навистина се намачи Тони Нацковски, но стигна до победата. Тони Јаневски тогаш боксуваше со Алдинов, победи со класичен нокаут во втората рунда, а Сашо Трајковски со класичен нокаут го совлада Андреј Георгиев од Бугарија во своето деби, нокаутираше во првата рунда. Лево Тони Јаневски, десно Калојан Димов. Тука се и тројцата секунданти на нашите боксери, предводени од искусниот, од веќе афирмираниот во боксерскиот свет Миле Смилевски, покрај него Љупчо Павловски, Ивангел Димков и докторот Чибишев. Тоа е четворката што води грижа за формата и за здравствената состојба на нашите боксери, особено пред ваквите мечеви. Во овој момент старт на борбата, прва рунда во црвени гакички, поточно црвено-бела комбинација е Тони Јаневски. Мечевите во првите 3 борби, значи во перолесна, во ова, меѓу Јаневски и Димов, значи до 58 килограми, потоа меѓу Мутков и Гомес во супер средна категорија 76 килограми и супер тешка Сашо Трајковски, Ѓорги Христов, ќе траат по 6 рунди. Главната борба, како што е тоа вообичаено во борбите за светската титула, 10 рунди. Контраудар за задоволство на гледачите. Не отстапува Тони Јаневски, иако Калојан Димов се обидува да продре, да дојде во позиција за напад. Ниско напаѓа бугаринот, значи ќе треба да го штити плексусот нашиот боксер. Повремено се обидува Димов да пласира директен удар, но токму со директи контрира нашиот боксер. Доколку погодеше сега, тоа ќе беше силен удар и добар погодок. Но ескивираше Димов. Добар удар со левата рака, продолжува атакот на Тони Јаневски. Се извлече од аголот бугаринот и веднаш во контраофансива. Крај на првата рунда од борбата во перолесна категорија. Гледавме една тврда, цврста борба во категорија за боксери до 58 килограми. Тони Јаневски го има 7-миот настап на профи рингот. До сега во 6 победи против Михајлов Молдавија, Костов Бугарија, Михалидис Грција, Цанова Грузија, Манчик од Чешка и Алдинов од Бугарија. И како аматер Тони Јаневски беше познат боксер. Ова се моментите кога контрираше Димов по атакот на Јаневски. Тони Јаневски има 28 години, тој како аматер, бранејќи ги боите на Далфуфо, настапуваше и за македонската репрезентација, 5 пати беше шампион на нашата држава, беше учесник на светското првенство за аматери 95-та во Берлин и на европското во Вејле 96-та година.
Калојан Димов, 23 години, 5 години помлад од нашиот боксер, доаѓа од приморскиот град Бургас. Ова е негово деби на профи рингот како аматер, 120 мечеви, 100 победи. Инаку тој на меѓународниот аматерски ринг најголемиот успех го постигна на светското армиско првенство, 5-то место. Конкуренцијата таму е силна. Втора рунда. Како да се подготвува за напад Тони Јаневски, еве обид за пласман на лев директ и веднаш контра од Димов. Димов како да го чека налетот на Јаневски, а потоа тргнува во контраофанзива. Јаневски треба да биде подготвен на тоа, веднаш по нападот да е подготвен за одбрана. Тоа значи треба да внимава на гардот. За сега добро е поставен неговиот гард. Бугаринот има карактеристичен став кога е во дефанзива, левата рака спуштена долу, десната подготвена да биде активирана. Но често го менува гардот, еве сега нешто повисок. Тоа како да го изненадува Јаневски, па ќе мора да најде решение за ваквиот начин на борба на Калојан Димов. Имаше низок удар и доаѓа опомена од Венцислав Николов, судијата од Бугарија. Милес Милевски постојано му довикнува на Тони Јаневски да оди напред. Добро би било по оној почетен атак да продолжи и да го изненади бугаринот, да не му даде шанса за контраофанзива. Добро се движи бугаринот и Јаневски мора да чека вистинска шанса. Не смее да се излага на ризик, да оди на сигурно. Обид за пласман на удар од една статичка позиција. По таквиот удар добро е да продолжи да оди чекор напред и да го изненади Димов. Завршува и втората рунда во која што се водеше исто така една цврста борба како во првата. Очигледно е оти Тони Јаневски ќе има проблеми со Калојан Димов. Се работи за противник кој долго време екзистира, е присутен на рингот како аматер, а ова е негово професионално деби. Томко Тончев е најпознатиот бугарин на профи рингот. Сите други тргнуваат по неговите стапки, меѓу нив и Серафим Тодоров, кој беше трикратен светски првак за аматери, но кој што во оној втор меч на Тони Насковски на профи рингот во Велес беше победен во една борба што траеше 8 рунди. Тони Јаневски на стартот од својата профи кариера го победи молдавецот Михајлов на поени во 6-та рунда. Сите други мечеви ги реши со нокаут. Трета рунда. Јаневски постојано ја има иницијативата, тој е боксерот што најчесто оди во напад. Да му дадеме подршка на нашиот боксер.
Внимателен е Димов. Отстапува во моментите на нападот на Јаневски. Сега добро би било Јаневски малку да го смени начинот на борба, да оди лево-десно и на тој начин да не му дозволи на Димов да атакува. Има проблеми со аркадата, забележувам, левата аркада. Тони Јаневски. И ева сега еден директен удар право во лицето на Димов и веројатно разлутен поради повредата на аркадата. Тоа може да биде опасна повреда и може да го оддалечи боксерот од рингот. Да не веруваме дека ќе дојде до тоа. Тони Јаневски се реши да оди по-агресивно. Тоа беше за момент. Веројатно ќе го повтори тоа во финишот од третата рунда. Два директа со левата рака, прецизни. Со крошеи се обидуваше да се одбрани Калојан Димов. Сега се лизна во аголот, токму таму каде што тој се одмара меѓу рундите. Тони упати еден директ со левата рака, но ескивираше Димов. Недозволен удар одзади и добива интерно опомена Димов. Завршува и третата рунда во која што Тони Јаневски покрај обидите не успеа да ја преземе иницијативата, па и овде се водеше рамноправна борба. Во овие моменти забележувам некако посвежо ми делува Калојан Димов, но тоа ништо не мора да значи. Тоа е и полесен некако, тоа значи дека има и полесен удар. Токму тука би требало да биде шансата на Тони Јаневски. Видовте во пределот на левото око, доби повреда. Дали тоа ќе му создава проблеми во натамошниот тек од борбата, ќе видиме. Тој е боксер искусен кој може да се снајде и да ги реши сите ситуации во ваквите мечеви. Но, повторувам, и Калојан Димов од Бугарија не е за подценување. Четврта рунда борба во перолесна категорија, 58 килограми, Тони Јаневски, Македонија, Калојан Димов, Бугарија. Бугаринот покажува дека е типичен представник на она бугарска боксерска школа. Лесно се движи и често работи со рацете како да сака да го застраши противникот. Тоа се замавнување во воздух, но по тоа може да уследи удар. Се обидува Јаневски да го пласира левиот директ. Обид за пласван на десен аперкат. Сега повторно лев директ. Постојано во движење Димов. Тоа му ја усложува работата на Јаневски. Ова не беше паѓање од удар, туку се лизна. Јаневски мора да се обиде со десната рака, да го отвори
Гардот на противникот еве вака, а потоа да уследи брз директ со левата. Кога го турнува противникот, Јаневски се обидува и со аперкат. Прецизен директ сега, добро би дошол. Завршува и четвртата рунда, се уште Тони нема решение. Меѓутоа, повторувам уште еднаш, противникот воопшто не е наивен. Ова беа моментите на напад, два директа едно по друго, пласирани од Тони Јаневски. Калојан Димов се обидуваше, но не успеваше да пласира удар, иако се добиваше впечаток дека е активен во одбраната и дека контрира, но немаше погодоци. Тони Јаневски ќе мора сега да оди агресивно, ова беше еден десен директ, потоа десно кроше, но непрецизно. И овие забавени снимки покажуваат за жестокоста на овој дуел и најдобро зборуваат дуел меѓу Јаневски Македонија и Димов Бугарија. По четвртата рунда Димов како да ја загуби свежината и сега да видиме како ќе тече борбата во петтиот период. До сега Јаневски само една борба има избоксувано 6 рунди, победи на поени, тоа беше во неговото деби против Николај Михајлов од Молдавија. Сите други мечеви ги решаваше со прекини. Сега треба да искористи шансата Јаневски, обрнете внимание, наполно е загубен гардот на бугаринот, го нема едноставно, спуштени се рацете и така е создадена можност за пласман на директен удар и прецизен. Повеќе од 1500 љубители на боксот сега во салата ги има и овде на паркетот покрај рингот. Добро е да има уште еден ваков напад. И сега му брои судијата на Димов. Димов во претходната рунда, реков, се почувствува дека ја губи свежината и тоа најубаво се манифестира сега. Во овој момент кога судијата Венцислав Николов од Бугарија дава знак за прекид на борбата, доби удар противникот на Јаневски од Бугарија Димов во пределот на ребрата под плексусот на десната страна, беше во непријатна ситуација, се подкрена диафрагмата, би рекол, загуби воздух и по една таква ситуација не можеше да го продолжи мечот и борбата заврши со прекин во петтата рунда, значи Тони Јаневски ја извојува седмата победа во својата кариера. На стартот против Михајлов, во вториот настап Костов од Бугарија, во третиот Михалидис од Грција, па Цанова, па Манчик, па
Алдинов, еве сега е совладан и противникот од Бугарија, Калојан Димов. Го очекуваме нашиот шампион овде покрај коментаторската позиција. Веднаш да ни ги пренесе импресиите по овој тежок меч. Во меѓувреме Калојан Димов ја напушти салата, Тони Јаневски прима честитки од неговите симпатизери за оваа борба. Еве го Тони Јаневски тука, Тони, честитки за победата, беше навистина тешко, ми се чини дека ова ти беше една од најтешките борби. Јас забележав дека аркадата е повредена, меѓутоа под окото, малку и аркадата. Тешка борба во секој случај. Да, малце на кондиција попуштивме, но сепак добро, има среќа малце. Добар боксер, го знаевме пред време. Се почувствува во четвртата рунда, опадна моќта на Димов. Го забележав и јас тоа и како да прогнозирав дека во петтата рунда ти ќе бидеш посвеж и ќе ја преземеш иницијативата. Да, дори сакавме да тактизираме и петтата рунда, но и противникот самиот не даде за тоа. Има среќа, добар удар. Тони, продолжуваме да ги следиме сега твоите другари, а ти одмори се малку. Македонскиот боксер Борис Мутков ќе го има своето. Го чувте Тони Јаневски, навистина една исцрпувачка борба. Заминува сега на заслужен одмор по оваа негова седма победа, овој пат извојувана со прекин на борбата во петтата рунда од страна на судијата Венцислав Николов. А помалку ќе треба да ја проследиме борбата во супер средна категорија до 76 килограми, во која што ќе се сретнат Борис Мутков, Македонија, тоа ќе биде негово деби, и Карлос Санчес Гомес од Шпанија. Со нетрпение се очекува настапот на Борис Мутков, 24 годишниот боксер. Реков на почетокот, тој беше успешен кајакар и настапуваше во македонската репрезентација. Го заврши средното техничко училиште. Еве овде кај мене и Миле Смилевски. Миле, мислам дека Тони имаше една тешка борба. Бугаринот е учесник на Олимпијада. Тој фактички русин, боксира за Бугарија, учесник на Олимпијада и осмо. Беше петти на светското армиско првенство. Петти на светско првенство и пласман има учество на Олимпијада, затоа беше тежок и мораме тактички така да боксираме технички, да чуваме резерва за последните рунди. Следи борбата на младиот Мутков, ова ќе биде негово деби, што очекуваш од тој меч? Борис Мутков е еден од надежните наши боксери, фајтер, иначе мислам на тренинг, добро е спремен, прв меч му е, па спортски да се надеваме на победа. Па нека биде така. Среќно. Го очекуваме сега Борис Мутков и неговиот противник Карлос Санчес Гомес од Шпанија. Нашиот боксер 2 години помлад од противникот, но Гомес е поискусен не само поради годините, туку и поради мечевите. Има 11 настапи на профи рингот, 8 победи. Тој доаѓа од Лас Палмас, професионален боксер, но исто така, како што ни изјави пред оваа боксерска ревија, го привлекуваат и другите спортови.
се обидел како фудбалер, но сепак некако желбата му била поголема да се појави на рингот и настапува сега во професионална конкуренција. Се уште ги нема боксерите. Што се однесува до професионалниот бокс во нашата држава, да подсетам посебно за помладите љубители на благородната вештина дека прв наш професионалец беше големиот шампион, европскиот аматерски шампион, третиот на Олимпијадата во Монтреал Аце Русевски, кој по Олимпијадата во Москва и незаслужениот пораз од Патрисио Олива од Италија, на тој начин не стигна повтор пат до олимписки медал, како да се разочара од аматерскиот бокс и замина во професионалци во кампот на Бретонел во Париз. Имаше доста мечеви на профи рингот и беше бошне успешен, но брзо го напушти профи рингот. И Марин Докузовски го видовте, тренерот на кошаркарите на Фершпет Работнички од горниот дел од галеријата, каде што се просториите на популарниот клуб, ги следи овие борби на оваа боксерска ревија. И Азис Салиху е тука и тој е еден од нашите легендарни боксери, освојувач на 2 бронзени медала, еден на Олимпијадата во Лос Анџелес, еден колку што можам во моментиве да се сетам, а мислам дека е тоа сигурно и точно бронзен на светското првенство во Рино во Соединетите Американски држави 1987 година. Еве го Борис Мутков, доаѓа кон рингот, тоа ќе биде негово дебит, да му посакаме успех, среќа во мечот со Карлос Санчес Гомес од Шпанија. Шпанецот го гледате, некако делува цврсто, самоуверено, но дали ќе биде така и на рингот. Тренер му е Василимо Гомез. И ова борба треба да трае 6 рунди. Борис Мутков е на рингот. Супер средна категорија, 76 килограми. Боксот во Македонија има долга традиција, има добри резултати и добро би било кога би се вратил на старите патеки, мислам на аматерскиот бокс, и добро би било кога Мумин Вели би ја исполнил олимписката норма. Истото го посакувам да го оствари и Мухамед Алија, кој искрено е моја боксерска симпатија, па да се појави на рингот во Атина на Олимпијадата идната година. Супер средна категорија, најавен е мечот меѓу Мутков и Гомес. Судија на рингот ќе биде супервизорот на оваа приредба Венцислав Николов од Бугарија. Тој е во бордот на ВБН. Тоа многу зборува за овој судија кој е долго време присутен на рингот. Го очекуваме почетокот и прва рунда со бела линија на гакичките. Мутков веднаш тргува во напад, но треба да биде внимателен. Смиленски му дава знак да оди офанзивно уште на почетокот. Се работи за фајтер, боксер кој може да го разнесе противникот. Десно е Мутков. Не му дозволува на Гомес да стигне до него. Еве го повторно со десниот директ се обиде. Добро го поставува гардот. Обид за пласман на лев аперкат не успеа, но левиот директ фати и десниот потоа.
се смирува борбата. И нема време за чекање, изгледа младиот Мутков. Тргнува во напад и пласираше два удара, контрираше Гомес. Се будат гледачите, му даваат подршка на нашиот боксер. Како да чека шпанецот напад за да може да контрира. Се обиде да пласира удар со десен наперкат, не успеа. Десен директ на Мутков, прецизен. Делуваат сврсто нашиот боксер, два удара, лев директ, потоа веднаш десен. Добро би било да има уште еден ваков атак, да го разниша противникот на истекот од првата рунда. Директ во телото. И на вистина беше разнишен за миг Гомес. Лев директ. Одлично ја води борбата нашиот боксер. Одсечно боксува, чисти удари и на вистина пријатно изненадува. Само вака да продолжи. Треба да биде ваков и во втората рунда и треба исто така секогаш што го споменувам кога коментирам бокс да се внимава. Не треба да се оди по секоја цена во напад, да се ризикува. Гледачите се нестрпливи и овде на паркетот е вистинско шеталиште околу мене, нема место на трибините, па тука се подскокнуваат покрај рингот, како ли ќе биде доколку нашиот Мутков успее да го совлада противникот од Шпанија со нокаут. Гомес доаѓа од сончевиот Лас Палмас, град на Канарските острови, еден од најпознатите туристички градови во Шпанија, поточно во Шпанските острови, кои се таму во Атлантикот спроти Сенегал, поблиску до брегот на Африка. Значи, почнува втората рунда. Продолжува со нападите Мутков. Се обидува да се смири Гомес и да преземе иницијативата, но веднаш одбегнува Мутков. Сега цврсто се крија во гардот, добро е така да прави. Се подготвува за нов налет нашиот боксер. Обид за пласман на широки удари. Мутков ја свирува борбата, шета по рингот и веднаш е подготвен со левата рака да пласира удар. Сега се разбавна шпанецот и се отвори, па стигна левото кроше, повторен обид на Мутков за пласман на удар со лево кроше. Веројатно стигнува довикнувањето на тренерот Миле Смилевски. Пласман на удар во стомак, а потоа веднаш висок удар во главата. Тоа треба да се реализира, би можело да се реализира во овој меч со Гомес. Завршува втората рунда. Исто така и во овој период Мутков ја има иницијативата.
диктира темпо, се обиде Гомес да контрира, да врати, имаше еден таков обид, ова беше токму тој момент, но веднаш дојде контрата на нашиот боксер и така го скроти овој напад на шпанецот Карлос Санчес Гомес, 26 годишниот боксер од Лас Палмас, да подсетам 11 профи мечеви, 8 победи, значи ова е негов 12-ти дуел, а Борис Мутков е дебитант. Миле Смилевски го советува сега во оваа пауза меѓу третата и, односно втората и третата рунда, како да ја продолжи борбата. За сега има предност нашиот боксер. Да видиме сега дали ќе успее да демонстрира бокс како во првата рунда, кога беше поагресивен, истовремено и позаштитен за разлика од втората рунда. Трета рунда. Почеток на третата рунда. Нов налет и нов. Продолжува, не отстапува нашиот боксер. Изненаден шпанецот. Лев директ. Десно кроше. Популарниот фантом ја добива поддршката сега од гледачите. Еве десен директ. Добро би било сега да успее да пласира кроше, но најнапред би требало да го отвори гардот со левата рака, а потоа кроше, но веднаш оди на лево кроше, не успеа, блокираше шпанецот. Искусниот судија, видовте, за момент дојде кај шпанецот да констатира дали е способен да ја продолжи борбата. Доби позитивен знак од него. Инаку прими доста тешки удари. Ова е категорија во која што ударите се брзи, брзо се испалуваат, а исто така имаат и своја тежина. Стабилно делува Мутков. Добро се заштитува. Не успеа да пласира лево кроше, немаше чекор, не беше близко до противникот. Завршува и третата рунда во која што продолжи иницијативата на Борис Мутков. Нашиот боксер не отстапува од тактиката, а Миле Смилевски постојано го подсетува како треба да боксува. Најсилно оружје во овој момент, во овој дуел, во оваа ситуација, подобро речено, би било левото кроше, но за да успее да пласира такво кроше, мора претходно да се отвори или поарно речено да се спушти гардот на Гомес, за да се создаде простор за пласман на таков удар. Да веруваме дека тоа го почувствува нашиот боксер, а во овие моменти ги почувствува неговите удари. Гомес имаше лев, па десен директ и еве обид за лево кроше, но некако беше во расчекор Мутков и не можеше да стигне до противникот, кој пак го искористи тој момент да контрира и евентуално да пласира удар, но не успеа во тоа. Видовме три жестоки, ја очекуваме четвртата, веруваме исто така жестока рунда.
сега се отвора борбата, но во вакви борби не треба сосема да се заборави гардот. Мутков оди во аголот. Доктор Чибишев сега треба да провери за каква повреда се работи во пределот на левото око, дали и тој има проблеми со левата аркада. Може да продолжи борбата и шпанецот продолжува. Лев директ, добро пласиран. Сега десен во гардот. Забележувате, ќе оди во напад, ќе пласира удар и веднаш мисли на гардот Мутков. Тоа е добро. Сега Смилевски како да сака да ја смени тактиката и добро е, му вели да оди со директен удар, успева. Се подготвуваше на кроше, да пречека кроше, Гомес, но не стигна крошето, стигна директен удар. Лев директ. Повтор на Лев. И сега повторно Мутков треба да оди во аголот, да провери студијата Николов, дали ината му крвари аркадата. Не бара консултација од лекарот, тој даде знак борбата да продолжи, не е нешто сериозно сигурно. Повторно прецизен удар. Завршува четвртата рунда, во која што имаше два прекина поради интервенција, поради повреда на аркадата на Карлос Санчез. Се навраќаме повторно на моментите од претходната рунда, моментите кога доби силни директи Гомес, но не се предаваше. Се обидуваше и тој да контрира со левото кроше. Во тоа не успеваше, бидејќи се заштитуваше нашиот боксер. Ми делува свежо, гледате, нашиот професионален боксер Борис Мутков. Ќе биде добро да ја зачува таа свежина и во престојната петта рунда. Шпанецот беше доведен пред многу искушенија во овој дуел. Забавнуваше, размануваше, но не можеше да биде прецизен. Тој со широки удари најчесто се обидуваше да го загрози Мутков, не успеваше во тоа, бидејќи Мутков секогаш беше подготвен да го амортизира налетот на противникот. Петта рунда. Добар удар со десната рака.
Добро е оди често во долг напад Мутков. Не се стопира по првиот налет и со тоа го изненадува Гомес, кој делува по-тромо и има проблеми со отстапувањето и со ескиважите. Сега удар во телото, добро би дошол, но треба да се внимава на гардот. Николов повторно погледнува кон повредената аркада на Гомес и повторно бара мислење или не, нема потреба од дежурниот лекар. Гардот треба да биде високо поставен. Затоа што шпанецот се обидува да пласира високи удари. Завршува петата рунда во која што шпанецот како да се поврати по оние изненадувачко добри 4 рунди на Мутков. Во ова нашиот боксер тактизираше, не одеше по секоја цена во напад. Сега треба да собере сили за шестата рунда. Според мене има добра предност македонскиот боксер и добро е да зачува таа предност, а може да зачува со една тактичка борба. Борба во која што не мора веќе да ризикува, да влегува во непотребни напади. Единствено добро би било ако има такво срце, бидејќи е фајтер, да чека и со контрите да го спречува налетот на Гомес. Гомес сигурно ќе тргне сега на се или ништо во оваа шеста рунда, затоа што знаеот и предноста е на страната на противникот. Но дали ќе може да реализира нешто, тоа е прашање. Од она што го видовме досега, тешко дека ќе може да дојде до пресврт. Ќе треба во последните 3 минути нашиот Мутков само да истактизира, да ја контролира борбата, да се движи по рингот и да не му дозволи на Гомес да ја реализира својата замисла. Сигурно тоа ќе биде офанзива и брз напад. Мутков мора да тактизира сега, има предност. Меѓутоа, ја бара и својата шанса, тоа е нормално. Преголема е желбата во ова дебют да се извојува победа. До сега одлично избоксува. Сега треба да се заштитува, да го поставува гардот. Смилевски постојано му довикнува со предната рака од гардот да пласира удар, за да го отвори противничкиот гард. Еве, токму тоа се случи во овој момент, со левата отвори, со десната пласираше удар. Не се работи за удар, имаше тука и туркање и тоа е составен дел од профи боксот. На подот отиде шпанецот, но немаше броење, се ближи крајот од борбата и еве доаѓа тој крај и прогнозирам сигурна победа на Борис Мутков на поени во 6 рунди. Да, вистина одбоксува одлично за еден дебитант, покаже дека е цврсто момче, во него треба да се вложува и треба да се верува. Да, вистина импонираше со својата цврстина. Васко Тодоровски го гледате, судијата од Македонија сигурно ги собира поените на Мутков. Бодовни судии се уште Бобан Блажевски од Македонија и бугаринот Стојан Њаголов.
По-малку ќе ја чуеме одлуката на судијата. Венцислав Николов го гледате, ги собира бодовните листи и по-малку ќе го соопшти резултатот од бодувањето на тројцата судии. Поените веќе ги дадоа Њаголов и Блажевски, а сега тоа го прави и Васко Тодоровски. Да веруваме дека во тие листи секаде фигурира името на Мутков како победник и по-малку ќе бидат доставени поените до официјалниот спикер во залата. 3-0 сите судии гласаа за нашиот боксер. Тоа е решението на судиите, што го соопшти официјалниот спикер Мишко Михајлов, и аплаузи одекнуваат во овие моменти во залата во градскиот парк. Честитки за првата победа на Борис Мутков. Првата честитка нормално стигна од неговиот тренер Миле Смилевски. Помалку ќе го чуеме и Мутков, неговите импресии за оваа борба, за овој негов прв настап во професионална конкуренција. Ја споделува радоста сега со своите верни навивачи. Шпанецот завирува од салата, ја заврши својата работа, одбоксува често, спортски, му се спротивстави на младиот противник кој стигна до првата профи победа. Во третата борба Сашо Трајковски во супер тешка категорија ќе боксува со Ѓорги Христов од Бугарија. На Сашо Трајковски ова ќе му биде втор настап на профи рингот. Го очекувам Мутков. Фотографирање, тоа е нормално по првиот ваков настап на професионалниот ринг. И еве го конечно Мутков стигнува до мене. Честитки за првата победа, одлично избоксува, храбро, за прв профи настап, фантастично би рекол. И аматерски настап. Да, како ја доживеа борбата? Па имав малце трема, иначе сум спремен. Тоа се виде. Да, него Имаше силен удар, тоа го потврдува. малце ми беше чудно на рингот, помеке од колку што тренираме ние у салата. И малце Потешко беше движењето. да, движењето беше потешко, иначе Добро ја заврши. идеме и понатаму овака храбро, нема да се предаваме до крај. Фантомот нема да се пројави. Нема да се предаде никогаш. Само напред. Со тренерот Миле Смилевски заедно до крај сме. Сега ќе очујаме Миле, едно време ти довикуваше удар во стомак, па да кренеш ударот повисок. Тоа добро го правеше, ги послуша советите, мислам. Да, дека. советите ги послуша, народ сме. Со предна рака секој леви директ го погаѓаше во глава, додека Добро беше и тоа што одеше со предната рака на сигурен удар, отвораше простор и за следната. во плексус не можеше да погоди, бидејќи малце беше противникот поискусен Потежок беше. и Да, потешко. и одеше Во, лево, ја- десно, добро, во ред, меѓутоа тука е. Јас мислам дека сосема заслужено, со многу чисти удари, го добивме мечот. И како прв меч во професионалци, ова е многу храбро и супер. Па да ти кажам искрено, очекувам ваква борба. На почетокот реков крушата под круша паѓа, татко спортист, мајка спортистка и тој спортист. Па среќно во натамошните вече. Да немаш уште Сакам само нешто. да им се заблагодарам на вернава публика, другарите што беа со мене цело време и спонзорите да ги поздравам што ми помогна да се одржи овој меч. Далмет Фу, Иноспекта, Руфа Медија и Кинг Бургер, мојот личен спонзор. Далмет Значи Фу. има добра храна таму. Добра храна има и у Далмет Фу и во Кинг Бургер. Поздрав до тие спонзори за сите што ме поддржа овој прв меч, да бидат и понатаму со мене. Сигурно ќе бидат среќно, одиме натаму со борбите.
А следна борба, веќе најавив, супер тешка категорија, плюс 91 килограм, Сашо Трајковски против Ѓорги Христов, македонскиот шампион на профирингот во најтешката категорија против Ѓорги Христов. Очекуваме тука од левата страна да се појават во салата, додека Мутков оди да прима честитки. Веќе подготвени се ваму боксерите во најтешката категорија и добро би било камерата да ги следи како ќе дојдат тука во салата по она фотографирање на Борис Мутков со верните навивачи. Тука беше и екс-министерот за внатрешни работи, сега пратеник во македонскиот парламент Љубе Бошковски. Тука беше и председателот на професионалната боксерска федерација на Македонија Ставре Джиков. Меѓутоа, спомна и Мутков, спонзорите се оние најбитните за развојот на овие наши професионални боксери, на шампионите кои ни приредуваат радости токму на овој денешен ден на Свети Никола во предвечерието или пак поарно речено во пресрет на новата Олимписка 2004 година. И еве го Сашо Трајковски со насмевка на лицето, влегува во салата, сигурно подготвен да му земе мерка на бугаринот Ѓорги Христов. Се работи за едно силно момче, 21 годишно, член на клубот Далфуфо. На стартот го совлада Андреј Ѓоргиев од Бугарија, сега повторно против бугарин во тој дебитантски настап на 25 декември минатата година. Победи со класичен нокаут во првата рунда. Сега сигурно ја посакува втората победа, неговиот противник дојде во својот агол, се качува на рингот, а Милес Милевски му ги упатува последните совети на својот пулен, на најтешкиот и со најсилен удар во нашата профи четворка. Венцислав Николов и натаму останува на рингот. Ќе го води оној главен меч меѓу Тони Расковски и Хозе Мартинес Малдонадо од Шпанија. Ова е Ѓорги Христов, 27 години има. Тој како аматер настапуваше за познатиот клуб ЦСКА од Софија. 10 профи настапи, 5 победи, значи 50% успех. Имаше 102 аматерски настапа, 81 победа забележа Ѓорги Христов во тие настапи, но тука очигледно ја акумулираше големо искуство. Во последно време, како што изјави пред мечот, тренира засилено, но имал пауза, па тоа се одразува врз неговите резултати. Останува да видиме како ќе биде вечерва во борбата што е предвидена да трае 6 рунди. Делува многу постегнато, подсврсто Сашо Трајковски од својот противник. И веднаш подготвен да ја прифати борбата. Христов во бели гакички. Обид на Трајковски за пласман на кроше. Еве сега лев директ за шемете на бугаринот на почетокот. Страотен удар беше тоа. Венцислав Николов погледува во очите на противникот, дали е погледот чист или не. Ако не е чист, ќе оди во аголот, оценува дека може да ја продолжи борбата, но ќе биде тешко за него. Ова е големо искушение, голема неизвестност, како да виси дамакловиот меч над главата на бугаринот. Трајковски дали ќе чека следната прилика да нападне со десната рака. Десен директ силен. Се разбавлува и ја завршува работата. Вакво нешто и очекува посетувани гледачи. Се работи за еден супер тешкач, за еден млад боксер, 21 годишен, пол со
сила, со енергија и експлозив во своите раце. Ѓорги Христов не може да се помири со судбината, зашеметене, оди кон наголот, доби неколку чисти прецизни удари и го декласираше противникот уште во првата рунда. Класичен нокаут во првата рунда, класичен нокаут во првата рунда и минатата година против Андреј Ѓоргиев, сега против Ѓорги Христов, две победи против. Погледнете како патак без колку експлозив, каква сила, каква енергија во рацете на нашиот боксер. Аплаузи од повеќе од 1500 љубители на боксот и само формално прогласување ќе проследиме сега во овие моменти. И овој пат победа со нокаут за Сашо Трајковски. Трајковски ја заврши експресно работата на почетокот. Минута и пол борба во овој меч во кој што го декласира и гледате го испрати на подот колосот од Бугарија Ѓорги Христов. Во кој Тони Насковски ќе се сретне со шпанскиот боксер Хосе Мартинес. Помалку го очекуваме настапот на Тони Насковски во главната борба против Хосе Мартинес Малдонадо од Шпанија.